Наравно ќе збориме за простите податочни типови во Java и нивните wrapper класи. За int, wrapper класата integer, за double, double, за char character и за boolean, boolean. Синтаксата на некојато ви е само разлика у првата буква големин, дали е голема или мала. Но што е разликата? Разликата е во тоа што int, double, char и boolean се прости податочни типови. Тие што се само локација каде што се чува одредена вредност од тој тип. Integer, double, character, boolean и останатите за останатите податочни типови што има и други класи, не се сите овие wrapper класи. Тоа се целосни класи, тие имаат своји методи кои што соодветствуваат за истоимениот податочен тип. Тоа значи дека ние може да направиме нешто вакво. Integer, точка, и сега ги пристапуваме сите уствари тие функции кои што ви кажав во оваа готова Java класа наречена integer. Да речеме toString. Integer toString му даваме како аргумент цел број и враќа string репрезентација од тој број. Сега го испринтаме ова, ќе имаме 314. Иако во очима ако направиме string number точка и можеме да видиме, му ги пристапиме до type. Може class name да get class. Ако направиме string number get class, ќе видиме дека е уствари string класата. Тоа е само една од функционалностите на integer wrapper класата. Други функционалности се парсирање, што е многу битно. Тоа е обратното тоа што сега го направивме. Тоа значи ако имаме веќе некој string number, како на пример 34171, значи ова е string моментално. Ова се само серија на карактери што се случило бидат сите цифри. Сега ние сакаме овие да ги манипулираме алгебарски. Што значи дека сакаме например, не знам, да одземеме, да додадеме некој броеви, да најдеме може модул да поделиме. За тоа да го направиме прво треба да направиме оваа string репрезентација во еден цел број. Тоа ќе направиме така што ќе направиме integer еднакво на integer.parseInt. Ова како аргумент зема string и ако сите броеви се цифри го трансферира или го парсира во цел број. И потоа овој integer може да го манипулираме. Што го правиме? Го принтаме integer како integer плюс 10, integer минус 10, integer пуда 2. И може да видиме како влијаеме на него. Плюс 10, минус 10, по 2. Ова не е можно ако ние овој string number, да видиме што ќе се случи ако тоа пробаме. String number по 2. Ова ни дава ерор. Оператор одмножење не може да биде искористен на string објект. Океј. Тоа не е освен овие две парсирање и toString има и многу други функционалности во овие wrapper класи, дали тоа за integer или за некој други објект, податочни типови. Може да имаме compare кој што споредува два броја и враќа еден ако левиот аргумент е поголем, минус еден ако десниот е поголем или 0 ако се еднакви. Потоа имаме max и min кој што соодветно нели го враќа поголемата вредност од двете, а min помалата. Потоа хешкод се користи за хеширање, сам е збир на два integer вредности. Функционалноста кај другите wrapper класи е слична, значи парсирањето постои исто и кај децимал.
може да се искористи керактер, може да го представиме, може да збориме за керактер во Wrapper класа, затоа што има малце различни функционалности, веќе сепак станува збор за карактери, а не за цифри. Например, првото нешто е is white space. Тоа значи дека за дадена чар променлива како аргумент, во нашиот случај C, ќе врати дали што тој карактер е празно место или не, is white space. И во нашиот случај H не е, значи ќе врати false. Ако ја замениме вредноста на H за празно место, ова ќе врати true. Може да видите како ова би можело да ни олесни многу работа, ако имаме задача каде што, не знам, ни кажува за седмиот карактер во даден стринг, провери дали е празно место. И ние што треба да направиме? Еве ни стринг, и може да најме прво, и може многу едноставно да решиме задачата. String number, character at index 7, дали е, ова е значи карактерот, и сега користиме тоа претходно што направивме. Is white space, овој карактер. Is white space, string number, character at 7. И ета задачата што сега ја објаснив, ја решаваме во една линија код со користење на Wrapper класата character, нејзиниот метод is white space и со користење на исто така имплементиран метод на string класата, што ќе збориме нареден пат за неа, за нејзините функционалности. И сега го опуштиме ова. String is out of range, сепак нема доволно карактери. Оке, да речеме за третиот индекс, односно ова е индекс 3, значи четвртиот карактер, ќе биде false. Значи четвртиот карактер ако ставиме white space, ќе врати true. Потоа може други работи да провериме, може да провериме дали е digit. Бидејќи сега направиме white space дека ќе биде false. Ако избришеме оназад и пак провериме дали е digit, ќе врати true. Може да провериме is uppercase, is lowercase. Може да го конвергираме тоа uppercase. Да направиме карактерот од голем мал. Ако е A, да направиме тоа uppercase, ќе биде голем мал. Што ќе земе тој карактер и го направи с големиот. И тука може да видиме колкава функционалност добиваме од овие Wrapper класи за манипулација на овие прости подрачни типови.